почитувани колеги пратеници, почитувани присутни, почитувани медиуми. Моето прашање беше адресирано до министерката за образование Мила Царовска и се однесуваше за иднината на предметот етика на религиите, како иднината на наставниците кои го предаваат. Во одговорот потпишан од министерката добив текст во кој нема конкретен одговор за овој предмет, туку вешто избрани зборови кои навестуваат зошто и како овој предмет нема да се избира во иднина. Моето прашање извира од загриженоста на родителите и наставниците, според кои тенденција на министерката за образование да се исфрли овој предмет од настава. Сите знаеме дека изборните предмети не ги избираат учениците и нивните родители, туку тие се избор на министерката за образование и директорите на училиштата. Тие се огледало на политиките на владата и на Министерството за образование. Етика на религиите е еден од тие изборни предмети и во разговор со засегнати лица, кои што добро ја анализирале концепцијата за реформата на основното образование, јасна е намерата овој предмет во иднина да биде исфрлен од настава. Имено во концепцијата на Мила Царовска зборот етика и зборот религија не се употребени ниту еднаш. Ова потикнува сомнеш за укинување на овој предмет, иако представува предмет во кој децата учат за етиката и моралот на сите религии подеднакво. Кога веќе во концепцијата почитуваната министерка се повикува на декларацијата на Обединетите нации за правата на детето, не смее да го заборави членот 15 од истата кој гласи: право на вероисповед на детето се почитува и родителите имаат право да го насочат во оваа смисла. Токму поради ова сметам дека се одзема правото на избор на родителите да ги насочат нивните деца кон она за кое што сметаат дека е правилно и добро. Јас на вистина не знам од каде извира стравот од изучувањето на моралот и етиката и стекнување на општи познавања за она што е заедничко и значајно за религиите во Македонија. Како и за се друго, нема соодветна анализа и се оставаат безброј неодговорени прашања за децата, родителите и наставниците. И реформата за основното образование исто така е без анализа и представува рушење на проектот бесплатни учебници. Се вели во неа дека до трето одделение бесплатни учебници ќе има, а потоа дигитални учебници за децата. Освен за оние кои што се од социјално загрозени семејства, кои не можат да си дозволат да купат соодветен електронски уред. Зарем тоа не е дискриминација? Дали сте воопшто свесни во какви финансиски проблеми живеат и се соочуваат родителите? Го правите образованието недостижно за голем број на ученици, ги дискриминирате учениците и ги делите помеѓу себе. Зарем тоа не значи дека децата со послаб социјален статус нема да имаат можност да користат мултимедијални содржини, а тоа го оставате понатаму да го решаваат училиштата? И на крајот, во писмениот одговор, воопшто не ми е одговорено на вториот дел од моето прашање, која е еднината на работниот статус на наставниците кои предаваат етика на религиите. Го очекува овој одговор. Не сум задоволен од одговорот и немам дополнителни прашања. Благодарам. Благодарам ја, молам пратеничката Снежана Калевска Ванчо